кои се информациите околу фирмата што вршела надзор, немаме повеќе од неколку дена што ги монтираше караките или објектите на Брако, дали тоа може да биде тајна информација, нема никаков податок јавен, зашто нема на бирото за јавни набавки од Министерството за труд велат дека тие биле одговорни, дали има опција некои служби од Министерството за труд да вршеле надзор. Немаме информација кој вршел надзор на монтираната болница во Тетово. Ќе ви дадат сигурно институциите информации детални, се работи за модуларни монтажни објекти. Проект на Светска банка, спроведен преку Труд и социјала во кредитната линија која што повлековме за потребите на социјалните случаи во државата и здравствениот систем генерално. Примопредавањето е јасно опишено во закон на ваквите објекти, не би навлегувал детално, но сигурен сум дека институциите ќе ви ги дадат сите информации, заради тоа што навистина целиот проект беше предводен и воден од Светска банка, учествува во него Труд и социјала и Министерството за здравство и е спроведен онака како што е замислено по сите прописи. Вие имате информација дека имало надзор на Немам никаква информација. Како градоначалник можам да кажам дека модуларни монтажни објекти се различни од градежните објекти кои што се со статики со се за делот. Но ќе да не навлегувам во шпекулации, ќе ви дадат. Дека добиете информација од истрагата. Би требало истрагата да покаже кој бил надзор. Сите аспекти треба истрагата да ги покаже. Изведувач надзор немам информација. Кога ќе дојдат германските истражители? Дека се дојдени претходниците кои што го обезбедуваат целиот простор, односно ги прават првите согледувања и го подготвуваат теренот за пријателите од Германија, форензичари кои што доаѓаат како испорака на НАТО земја членка, партнер Германија, да ни помогне во експертизата за завршувањето на форензичката истрага за како последица на страшната трагедија. Дали знаете дека од болницата барале од институциите се зголеми безбедноста и дали знаете од кои институции тие барале? Не знам. Премиера, зашто не немаше 5 дена, чувствувате ли морална одговорност да понесете оставка за целата таа трагедија? Зашто 5 дена не се плаќате во јавноста да сочат од изразите предпоставка за гинат? Четврток, петок, сабота и недела немав изјави, немав пресконференција, 3 дена беа денови на жалост. И секако, како денови на жалост, во моменти на чувствителност, не би сакал на никаков можен начин да влијаам врз севкупниот впечаток, истраги или било што е поврзано со ова, се со конечна цел да соодветните експерти и институции испорачат одговори на сите овие прашања за кои што се заинтересирани пред семејствата на починатите, но и сите наши граѓани. Што ќе правите во однос на оставките? Ќе дозволите опозицијата да бара разрешување или интерпелација? Јас соопштив завчера, навистина со огромно сочувство кон семејството. Трагична несреќа се случи во нашата земја. Ред е прво да почекаме да се добијат сите одговори од сите експерти, од форензичарите, од целокупната истрага, од сите можни аспекти, за после тоа да го кажам моето мислење по основ на поднесените оставки од министерот, заменик министерот, директорот и економскиот директор на болницата. Чувствувате ли морална одговорност? Зашто како влада не понесете колективна одговорност за вакви чини? Прво, трагедии се случуваат насекаде во светот и, како што реков, по соопштението до јавноста, го разбирам високиот морален чин и од страна на министерот, на заменик министерот, на директорот и на економскиот директор, како чин кој што е пред се од човечка причина, чин кој што е пред се од етички, од морални аспекти и еве тие доставија оставката. Не мислам дека целата влада треба да се поднесе оставка заради ова. Министерот Филипче сега доаѓа на работа, се обавува функцијата министер или чека одговор од вас? Да, секако негова должност е, се додека не биде правно формално тргнато од неговата функција, како министерот, така заменикот, директорот или економскиот директор, должност им е да извршуваат својата функција до доаѓање на нов. Премиера, секогаш кажувате дека можете мирно да спиете. Дали без тоа можете мирно да спиете? Особено што кажу, повеќе се калкулираше со квалификација него за конкретната трагедија, моралната одговорност, не кривична. Тешко ни е на сите, на целиот наш народ,
за ова голема загуба. Навистина реков, страшна трагедија се случи, загубата е огромна. Најтешко им е на семејствата, најтешко им е на роднините и пријателите, на тие кои што не можеме да ги вратиме нормално. Тешко им е на сите граѓани, тешко ми е и мене. И од овој аспект не би додал ништо повеќе во делот на коментарите. Јас сум само обичен човек, нормален како се сите. Не чувствуваме истата болка како што нашиот народ е чувствува по оваа страшна трагедија. А имате ли информација до каде е истрагата? Немам информација. Веднаш кога ќе добијам информација, не знам дека експерти форензичари, пред Министерството за внатрешни работи, заедно со тимови работат, а експертите професионалци од Дирекција за заштита и спасување, за делот на пожарите работат. Веќе се стигнати луѓе од Германија кои што ни понудија, ние прифативме помош и поддршка. За мене е важно да има брз резултат, затоа што граѓаните пред се тоа го барат, секако и институциите на системот, вклучително и владата, и да биде секако исклучително експертски, професионално поставен, да ги даде сите потребни одговори кои што ги бараат граѓаните. Уште една смена. Од што ќе зависи вашата одлука? Евентуално има кривична одговорност, односно мешаност на министерот, директорите во целиот случај. На што ќе се должи вашата конечна одлука да истрагата? На основа на добиени севкупни согледување информации кои што ќе бидат основата дадени преку форензичкиот извештај, преку експертскиот извештај, професионалниот извештај кој што треба да дојде од институциите. Тоа ќе влијае конечно како да ја донесеме одлуката. Впрочем, како што соопшти во соопштението кое што го објави во сабота. Дали има други прашања? Конкретно треба да покаже истрагата, за да прифати оставката, што да не покаже, за да не ја прифати. Мислам дека ние сме многу транспарентни луѓе, даваме одговори на се, оставете да заврши поставка. Вие сакате да ги преюдицирате одговорите и да правиме приказни, што не е коректно. Оставите да и тие што треба да тагуваат, тоа е целиот наш народ. Оставите професионалците да ја завршат работата, одговорите ќе ги добиете сите, соодветно и на време. Благодарам. За енергетската сиромаштија ми е иницијатива која што регулаторна лани во октомври ја започна, се уште не е проширен опфатот на граѓани кои што ќе добијат помош од државата за да изборат енергетска сиромаштија, која е причината што за сега не е завршен целиот процес. Значи, во однос на енергетската сиромаштија, тоа е обврска што имаме и согласно потребите и барањата од енергетската заедница. А имајќи во предвид дека веќе се подготвуваше и планот во однос на клима и енергија, која треба да се усвои во текот на октомври во владата, веќе се одржуваат јавните расправи и од тука ќе излезат и сите мерки. Ние веќе заедно со Министерството за труд и социјална политика, а дополнително вклучено било и регулаторната комисија за енергетика, сме подготвиле низа мерки во однос на проширување на бројот на граѓани, на домаќинства кои ќе можат да добијат значи надоместок од страна на државата и во вид на директна финансиска поддршка, но дополнително и други мерки кои ќе имаат обеснување во делот на плаќање на такси и слично. И сум убеден дека во моментот кога ќе заврши јавната расправа во делот на освојување на планот за клима и енергија, тогаш заеднички ќе усвоиме и новата програма која ќе биде реализирана од страна на Министерството за економија во соработка директна со регулаторната комисија за енергетика и Министерството за труд и социјална политика. Иако претходната година, како што сите знаеме, Министерството за труд и социјална политика ја прошири листата на сите граѓани кои ја добиваат согласно програмата за енергетска сиромаштија во нашата држава. Сите се категории што се побара од регулаторна влезени во таа група и колку луѓе во делот на анализата се влезени сите и согласно финансиските можности што ги имаме за наредната година, сега веќе ги правиме сите анализи, ќе одлучуваме кои категории ќе бидат вклучени наредната година, а дополнително на тоа ќе направиме плани за наредните 5 години во делот на проширување на бројот на опфатени граѓани. Дали може да се Проблемът енергийни консумации
hidroenergetike kemi mbyllje, keni zgjidhje me projektin? Nëse i ndiqnimi vëmendje sa i përket ndryshimeve të cilat ndodhin në sektorin energjetik në Republikën e Maqedonisë së Veriut, do të konstatoni lehtë që pikërisht në 3 vitet e fundit është bërë 10 herë më shumë sa i përket energjisë solare se në vitet paraprake, pra që nga pavarësimi i vendit, më vetëm se kemi publikuar të gjitha thirrjet publike sa i përket auksioneve ku do të ndërtohen 80 megawatt pra energji solare në Republikën e Maqedonisë së Veriut në tokë private, më vetëm është në përfundim e sipër realizimi i projektit prej 10 megawatësh në termoelektranën në Oslomej, por njëkohësisht edhe me modelin e partneritetit publiko-privat, pra kemi 2 ofertues të cilët më vetëm se fillojnë realizimin e projektit, vetëm në periudhën që vijon apo deri në përfundim të vitit të ardhshëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të ketë instaluar mbi 170 megawatt pra energji e cila me siguri do të gjenerohet nga energjitë e ripërtrishme, e cila nëse krahasohet me vitet paraprake është 10 herë më shumë, për shkak se në Maqedoninë e Veriut nuk ka pas më shumë se 18 megawatt instaluar dhe pikërisht duke punuar në këtë drejtim si qeveri, si Ministri e Ekonomisë, dëshmojmë se jemi më së të fokusuar sa i përket implementimit të agjendës së gjelbërt, por njëkohësisht edhe mbrojtjes së ambientit. Дали може да се соочиме со енергетска криза со оглед на тоа што цената на газот и на нафтата на светските берзи достигна над 100 евра за мегават час и дали може би се преговара веќе за со некои компании за да се надокнадат загубите со оглед на тоа што биде зимски период кај што потрошувачката ќе биде многу поголема? Нема да се сочиме со енергетска криза, тоа беше и претhodно кажано од неколку новинари, но дополнително неколку портали кои сакаат да шират неточни информации и во делот на зголемување на цената, но и тоа не се случи во нашата држава. Имајте во предвид дека заедно со премиерот и со другите институции, со другите министерства веќе носевме такви одлуки. ЕСМ веќе работи, ги зголемува нивните капацитети, но треба да имаме во предвид дека ние како Министерство за економија, главно како влада, сме зеле обврска во делот на трансформација, во делот на енергетиката и веќе работиме и инвестираме во зелена енергија, како што е соларната енергија, ветерната енергија, а дополнително на тоа очекуваме до крајот на годината да се завршат и неколку фази во делот на дистрибутивната мрежа за природен газ, а секако и за изградбата на чипи.